Филиповска со долна црта В вели дали райс кейкс се добра замена за леп или воопшто не. Райс кейкс се оризови галети, за оние кои што прв пат можеби го слушате англискиот термин. Оризови галети се оние као стиропор што изгледаат, кругчиња кои што често ги има доста по маркетите или квадрати. Значи не е замена за лебот и е подобро од лебот, али има една конфузија која што мислам дека ја имаш во глава, а тоа е дека луѓето бараат замена за продуктите во нивниот живот за кои што сметаат дека им придонесуваат да се дебелеат. Јас тоа најчесто го гледам кај клиентите и луѓето со кои што работам. Што значи тоа? Обично луѓето поради нередовност во исхраната и лошата хранлива вредност што ја добиваат, односно не ја добиваат во текот на денот, им придонесува попладне, околу ручек и после ручек, големи напади и кризи за висококалорична храна. И таа висококалорична храна често знае да се изрази како криза за благо или криза за тесто. И кризата за тесто обично луѓето ја окривуваат како причинител за покачување на килограмите, што воопшто не е така. Првиот кривец сте вие, затоа што дозволувате да се појави кризата. А второ, нормално е дека не може да избегнеме ние, не може да ја победиме природата на телото и секогаш кога ќе има криза, ти може ќе стискаш заби неколку денови, но ќе дојде денот кога ќе потклекнеш на тоа и повторно ќе се вратиш назад и ќе јадеш брзи шекери, висока калорична храна, бидејќи тоа е потреба. Затоа прво нешто што јас би ти рекол е да ја тргнеш потребата, бидејќи потребата се тргнува со тоа што ќе имаш појадок у првиот пола сат до сат од будење и ќе имаш редовност на оброци. Пак ќе речам, тоа е стратегија која што јас ја практикувам и која што верувам многу. И затоа кога ќе се јави мислата за леп, е многу полесно ти да не изедеш затоа што на прво место ја немаш потребата. Бидејќи веќе нивото на шекерот во крв ќе биде во нормални граници во текот на целиот ден и нема да ти се појавуваат тие кризи. Тука е првото решение, а второто решение, повторно, лебот не е кривец. Кривец е тоа што, па ќе речам, најчесто внесуваме доста големи количини на леб кога ќе седнеме прегладнети. Затоа не се прегладнувај и не се плаши од лебот, не се плаши од ниеден продукт, бидејќи нема продукт кој што дебелее или слабее. Има само навики кои што дебелеат или слабеат, или подобруваат имунитет, или расипуваат, даваат или одземаат енергија во телото. Многу е едноставно, но, па ги речем, не е лесно, бара континуитет и обврзување.